Овој коктел не е измислен во луксузен бар, туку на разнишена палуба на сред океан. Јас сум Огнен, а денеска ви ја раскажувам приказната за како тоа морнарите го спасија вискито од заборавот. Денеска на мени виски саур. За да ја разбереме историјата на овој коктел, мора да се вратиме во 18 век, и тоа не во бар, туку на палуба на брод. Животот на британските морнари бил тежок, со месеци поминати на море без свежа храна. Главниот непријател не биле бурите, туку скорбутот, болест предизвикана од недостаток на витамин С. За да ги одржат морнарите здрави, капетаните почнале да им даваат сок од лимон или лимета. Но имало еден проблем. Морнарите не го сакале сокот, но го обожавале алкохолот. Затоа почнале да го мешаат сокот од лимон со виски или рум. Не бил измислен од бармен за профит, туку од потреба за преживување. Дури во средината на 19 век овој пијалок го направил својот премин од палубите во баровите. Првиот официјален рецепт бил запишан во 1862 година од култниот Џери Томас. Таму на копно тој го добива својот финален шмек и станува елегантен класик. Иако Томас го става рецептот на хартија, вистинската револуција се случи малку подоцна, кога во виски саур беше додадена уште една клучна состојка – пелката од јајце. Овој додаток не е тука само за вкус, туку за да му даде на коктелот свиленкаста текстура и густа бела пена. Во текот на 20-тиот век саур коктелите станале символ на софистицираност. За време на прохибицијата во Америка, овој коктел бил омилен затоа што лимонот и шеќерот успешно го покривале лошиот квалитет на тогашниот илегален алкохол. Од палуба до шанк, виски саур е доказ дека добрите работи преживуваат се.